Министер, дали чувствувате одговорност да се поднесете оставка затоа што добар дел од учениците на 2 недели до крајот на годината, односно до крајот на првото полугодие, останаа без учебници? Вака, јас ова неколку пати имам одговорено на истото прашање. Значи, да, ќе почувствував одговорност ако тоа што го имам предвидено за наредната учебна година, 2023 и 2024 година, ќе завише, сите постапки ќе зависе од Министерството за образование и наука. Ниту во себе, ниту во својот предходник Шакири не гледа одговорност, што учениците читаат од фотокопирани материјали, а тој, иако вети, не испочитува ни еден рок. Сега даде пак ново ветување. Сите ученици ќе биле снабдени со книги, ама до крајот на оваа година. Учениците имаат сега 230.000 учебници се доставени кај учениците. Останува околу 90.000 да се достават до учениците. Подготвителните материјали се материјали подготвени според учебната програма. Јас не кажав дека одговорноста, кажав дека ситуацијата во каде што се направи измените беше тоа ситуација. Знаете дека пак продолжувам и печатени учебници, но исто така ќе го продолжуваме концептот на дигитализација. Постапките се правда Шакири биле комплицирани, бидејќи дел се принтале на ново, а дел се откупувале од фирми кои веќе ги имале испечатени учебниците. Немал дел, дури 20% треба да се усогласат и со Националниот совет за учебници и Бирото за развој на образование. За идната година договорот за печатење и дистрибуција не го добила Арсламина, на која и се посреќи овогодинешниот тендер, како и неколку години пред тоа. Но Шакири не одговори која е новата фирма што треба да обезбеди учебници и не беше конкретен дали Арсламина ќе сноси одговорност ако доставата ги пробие договорените рокови. Пред само 2 недели последната опомена да не се експериментира со учениците и да им бидат доставени учебниците стигна од Охрид. Голем број од наставниците реагираа дека е недозволиво материјалите за учење да ги добиваат преку социјалните мрежи за да ги препраќаат учениците, а родителите копирањето да си го плаќаат од джеп.